Добар ден назад во студието на Еден телевизија, отворена програма на најбрзо растечката приватна телевизија во Македонија. Јас сум Сашо Ордановски, а со мене на телефон го имаме нашиот Павле Воскопулос, членот на председателството на раководството на Виножито и еден од најпознатите борци за човекови права и за македонските права во Грција. Господин Воскопулос, добар ден. Добар ден. Кажете ми, како ги проценувате резултатите од референдумот, бидејќи претпоставувам дека и вие со внимание ги проследивте настаните во изминатиот ден? Да, секако праќаме и ние како граѓани тука и во исто време и како припаданици на македонското малцинство, како ќе се случуваат состојбите. И секако не сме граѓани таму, не гласаме таму, нели? Не сме граѓани во Грција, настојуваме околу македонските интереси и минимум почитување на македонското малцинство и тоа го праќаме и овие дена по повод референдумот во Републиката. Како ви се видеа резултатите од гласањето? Овде ке има мешани чувства. Гледам дека и во светскиот печат, па и во грчките медиуми се чувствата мешани. Ние можеме да дадеме слика од ова гледна точка. Значи, има минимум интерес, можеме да речеме, во грчките мас медиуми. Има дискусии во македонските телевизиски и радио канали, ама со одредени позиции што со години и се изградени кога станува збор за грчката политика кон македонското прашање. Не е лесно просечен грк, било новинари, политичар, да разбери зашто и финесите околу референдумот и зошто на таков начин гласаша дел од граѓаните за или дел од граѓаните против, односно бойкотираше. Видите, за нас, ние имаме став околу прашањето и компромисот, договорот. Имаме прочитано детално и текстовите, и текстот, и финесите. Не сакам да навлегувам на финеси, но ние сте, како Виножито, партија членка во една европска коалиција, со години учествуваме колку што можеме во европските работи. Мнозината од свесните македонци и во Виножито сакат да ја видат Република Македонија земја членка на Европска унија и во нашите можности настојуваме сите овие години да еманципираме на некој начин, барем на базично ниво, македонската права, македонското малцинство и македонските перспективи. Тоа е реакцијата на македонците во Грција, тоа ми е јасно. Од реакцијата на грчките политички елити слушнавме добро познати ставови. Видите, треба да тешко е сигурно и логично во Републиката да не можат просечен македонец во Републиката да разбери што и како околу темата. Треба да знаете дека и дел од грчкото општество е и припадниците на македонското малцинство. Да. Сега, проблемот е дека дел од начинот и размислување околу темата при просечен грк слично е и кај македонците. Тоа значи и просечен македонец има грчко образование, грчки предрасуди. Ако станува збор пак за младите генерации, не е лесно еден македонец во Републиката да разбери начинот и како мисли за темата еден просечен млад македонец, што се уште не можеме да зборуваме за скроз еманципиран македонец што бара права или размислува како граѓанин во Републиката. Сепак, дали ве зачудуваат позициите на грчките политичари? Таму наши колеги велат дека Мицотаки седва и чека тоа прашање да реши Ципрас, но не отстапуваат своите негирачки тонови околу целиот договор, како што впрочем речиси комплетно се поклопуваат ставовите со македонската опозиција. Не ни мислам на каменост при тоа, мислам на овие што се поумерени и така натаму. Видите, секогаш има овие партиски тесни интереси, да го кажеме со политички термини.
И тука, ако беше, например, Нова демократија или меѓутаки на власт, не е чудо да има некој вид компромис или договор како преспа. Секогаш традиционално опозицијата се проба на некој начин да опонира или да биде нешто различно од ово што договара и предлага владата. Тоа исто важи и за Грција. Така што препоставува конкретно за ова тема, дека ако веќе се префрли топката на грчкиот терен и на гласање во грчкиот парламент, тогаш ќе има можности не само за дискусии, туку и за собирање потребните гласови што е сега владата, без разлика што партнерот и Каменос ќе гласа против. Тоа го слушаме како уверување, тоа го слушаме како уверување од владата на Ципрас. Но сепак ваквиот развој на настаните Грција чекаат идната година два вида на избори. Едните се национални, другите се европските избори. Дури се спомнува можноста и за ворени избори веќе на пролет. Како целиот овој развој на настаните може да се одрази токму на позициите на Ципрас? Дали ова прашање важно за изборите во Грција? Да, навистина ќе биде интересно, затоа што се зависи од ситуацијата како ќе одат работите во Република Македонија. Познато е дека постои референдумот. Дали ќе има иницијатива или не, тоа зависи од властите во Републиката. Конкретно, дали, например, ќе почне да се гласува во Македонскиот парламент и 2/3 што е потребно за ратификација на договорот, нели? Вие знаете, вие сте таму, знаете како одат работите. Ако оди по-касно, значи ако доцнат процедурите во Републиката, препоставувам дека во Грција ќе мора да се доближува токму на овие изборните борби. Во Грција ќе има Ќе стане внатрешно политичко прашање. Три пати елекција треба да има за локално, за национално, па и за Европски парламент. Така што можете да замислите како може да биде и на каков начин ќе аргументират позиција или опозиција во Грција поврзано со договорот. Сакам да ве прашам на крајот од овој разговор, дали сте во контакт со некој од македонските политичари, вие или виножито? Сега работите овдека се префрлаат во наредните барем 10 дена во парламентот, каде што ќе се направи еден обид за промена на уставот без излегување на воредни избори, но ако тоа не се успее, ќе мора да се оди на воредни избори. Ве бара ли вас некој да ве консултира за мислење? Вие им кажувате ли некому овдека дека е важно овој процес да се заврши и заради правата на македонците во Грција? Не, никако, и тоа е принципиално и за почитување сите овие години и навистина овие позитивен исклучок не само на балканските работи или на македонско-грчки односи, така што е на многу високо ниво, што сите од македонските, да кажам, политичари или партии што биле на власт, и тоа е за поздравување, никако не пробале или сакале или настојувале на некој начин припадници на македонското малцинство во Грција да се меша во политичката сцена во Републиката. Тоа не би било ни фер и од политичка и од морална гледна точка. Така што можем и јас и денес и сега и преку овој договор да уверувам дека најпринципијално се делува сите овие години и секако ние како грчки граѓани, свесни македонци со врските и можностите што имаме на европско ниво да работиме за македонските работи, го правиме принципијално сите овие години. Господине Павле Воскопулос, многу ви благодарам за овој разговор. Се надевам дека вашите мудри зборови ќе допрати и до ушите на овдешните политички елити. Ви благодарам и се слушаме. Благодарам и јас и од наша страна еден, да речем, како македонец песен тука, еден вид апел и се надевам без разлика на различни политички размислувања. За разлика што логично е во Република Македонија да има разни објаснувања, негативни, позитивни, измеѓу и се околу референдумот или македонската еднина. Многу важно е, и така настојуваме ние, иако сме мал број свесни македонци, да не се само клеметуваме, да не се спртуваме и да трошиме енергија против македонец, туку целата енергија е за промовирање и македонска емансипација, не само туку
и пошироко. Ви благодарам многу и на оваа порака. Вие ќе бидете наш гостин и во некоја наредна прилика, а вам, почитувани гледачи, ви препорачувам да останете со програмата на 1TV, бидејќи нашата отворена програма останува отворена се некаде до 23 часот вечерва. Се гледаме веднаш после следниве содржини.